Пишманаџија или поради премногу работа, председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски се премислува кога да ја закаже општата седница, на која меѓу другото судиите ќе треба да одлучуваат сами за себе, кој закон ќе важи при нивно евентуално разрешување, повлагиот или построгиот, откако двајца адвокати побараа Врховниот суд да донесе начелно правно мислење, наместо стариот закон за судови според кој е покрената постапката за еден судија, да важи новиот поблаг закон за утврдување на нивната одговорност. Иако седницата е закажана за задутре во среда, се уште нема официјална потврда дали таа ќе се одржи. Иако за 9 минут 19 суди на Врховниот суд кои треба да одлучуваат по барањето на адвокатите е покрената постапка за утврдување на одговорност, сепак ти остануваат на своите функции со сите и права и обврски што му се дадени на судијата. Како и сите други граѓани, така и судиите ги штити презумцијата на невиност, се додека со правосилна одлука не се утврди дали кај нив постои одговорност, вели врховната судијка во пензија Милка Ристова. Доколку се станува збор за потешка или најтешка повреда на судиската должност, има дадено можност со моментот на поведување на постапката и да се побара мерка суспендирање на судијата, привремено отстранување од процесот на судење, и во тој случај судијата нема да работи, односно нема да суди и пресудува по предмети на граѓаните. Извори на 1ТВ од Врховниот суд тврда дека председателот на судот Вангеловски во моментов се премислува кога да ја стави на дневен ред спорната точка, затоа што, како што вели нашиот извор, кај дел од судиите постои дилема околу правниот интерес на адвокатите што го поднеле барањето, но не е исклучено и дел од судиите за кои се води постапка да побараат изземање од учество на седницата, затоа што во тој случај ќе треба сами за себе да одлучуваат. Што се однесува до легитимноста и легалитетот на одлуките, се дури тој правосилно не е огласен за виновен и разрешен правосилно, неговите одлуки према останатите граѓани се легитимни, а нивната легалност нели се утврдува во постапката по редовни и вонредни правни лекови. Значи судијата кој не е суспендиран може слободно да суди во однос на другите граѓани. Председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски не одговори на повиците на 1ТВ. Тој е еден од 9-мината суди за кој е отворена постапка за утврдување на одговорност штањето од притвор на бизнисменот Сеат Кочан. За истиот случај постапки се водат за уште двајца суди на Врховниот суд. Судскиот совет треба да одлучува и во постапка за разрешување на други 5 врховни суди за бегството на Горан Груевски и Никола Бошковски и двајцата обвинети во случајот Таргет Тврдина. Дополнително пред судскиот совет ќе стои и прашањето дали ќе ги разреши двајца суди од Врховниот суд што председателот Вангеловски ги пријавил до советот.